Имаме комунално предпријатие кое е во општината, ама гледате дека не функционираат работите. Не е само за да имате комунално предпријатие да вработите партиски војници, гледате дека тоа не оди така. Значи да, прво нешто што ќе направам ќе преку советот ќе пробам да зголемам платата на тие луѓе што се внатре, што ги викаме ние сезонски работници. Затоа што тие се сршта на целиот проблем. Или ни фалат, или прво ги оптеретуваме со многу работа, немаат опрема како што треба, а ја бараме целата одговорност се префрламе на нив. Сето тоа се пари. Сето тоа се пари. Во ред, ама видете, од дали ќе се скрати така. Анализа, да, се направиле анализи со експерти, да. Ја мислам дека има простор за префрлање на средства таму каде што се најпотребни. Не збориме тука ние за скратување на средства и за такви. Зашто го зборам ова? Ја мислам дека како намерно да се оставаш ова ѓубре, да не затрупа сите, за да речеме утре, еве видите како го исчистивме одма. Па аеродром 4 години не е педа мрднат последните 3 месеца, како може прскалките да почнат да работат? Како може да се коси тревата? Што правевме 4 години? Значи има ресурси, така? Значи имаме ресурси у самата општина. Ама како да знаете како ги научија граѓаниве? Дојдоа последните 3 месеци ќе се растрчаме и ќе ни го дадат гласот. Аеродром не е таков. Аеродром, па можам да кажам, има интелектуален капацитет кој знае да казни. Тоа на свој грб го осети СДСМ пред 4 години, кога буквално изгуби со дебела разлика и го казни народот. Мислам дека овој пат ќе го казни ВМРО ДПН. Затоа што народот не може да се прелаже со 3 месеца работа. Апсолутно, по мене. Така да мислам дека овој народ сега ќе свати со кого има работа и мислам дека ќе го препознае тоа што ќе го понуди.